Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадарец. И започнуваме нашата дневна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Еве не денеска повторно заедно, би сакал на кратко да поминам низ содржините или содржината на ова наша денешна емисија. После мојот краток вовед, ќе имате можност да ја и денеска слушнете молитвата Татко наш. Убава е таа молитва да ја молиме, бидејќи молитвата Татко наш ги опфаќа сите потреби од нашиот христијански и физички живот. Потоа ќе имаме одбрана христијанска музика, читање избрани библиски текстови, кратка духовна порака од Библијата. Денеска ќе зборуваме за единствениот вистински Бог, ќе имаме тема која носи наслов Единствениот вистински Бог. Потоа ќе ви понудиме дописната библиска школа, ќе ви понудиме и убава книга, тоа е Светото писмо, и така овај дел од содржината, за нашата денешна емисија. Би сакал ова емисија да ја започнеме со два библиска текста кои ги наоѓаме во првото послание на апостол Петар, 3 глава, 14 и 15 стих. Еве што кажува апостол Петар. А што ако истрадаме за правдата, блажени се, не бојте се од нината закана, нито се вознемирувајте, туку во своите срца сметете го Христос како Господ. Овие текстови, почитувани пријатели, ни кажуваат дека надежта не значи живот без проблеми. Ако имаме надеж во Христа, и ако е Христос во нас, и ако веруваме во Христа, и сме Негови следбеници на оваа земја, тоа не значи живот без проблеми, туку живот во кој, иако страдаме, Бог е со нас и ни дала сила да ги надминеме искушенијата. Тоа е голема разлика. Човек кој живе без Бога и човек кој живе со Бога. Сите ние се соучуваме со искушенија, со болести, со проблеми, зашто ние не живееме во некој стаклено ѕвоно, како христијани, па неаме допир со стварноста, со секојдневието. Не е точно. Исус вели, јас ве праќам во овој свет, но јас ќе бидам со вас. Исус ќе не храбри, ќе не теши кога ни е тешко, кога ќе ги изгубиме нашите мили драги, кога смртта ќе затрупа и на нашата куќа, можеби. Тогаш во тие тешки моменти надежта е таа која ни дава сила и храброст да ги издржиме тие тешки моменти. Затоа Петар вели, ако страдаме за правдата, блажени се и не бојте се од нивната закана, ниту се вознемирувајте, туку во своите срца сметете го Христос како Господ. Христос не е близок, зашто тој бил како човек 30 години. Тој не познава, тој го познава човечкиот пат, колку е тежок да се живее на оваа земја. И самиот тој страдал, и самиот тој плачел, кога неговиот пријател Лазар починал, умрел. Таму вели во Евангелието според Јована, вели и ударија солзи на Исуса. Исус плачел како човек, зашто бил човек. И тој чувствувал жед, и тој чувствувал болка, студенило или жешко. Тој најмногу не разбира нас, затоа што тој стана човек. Тој Бог, но зеде човечко тело, се отелотворил да ни даде пример, да ни го покаже вистинскиот пат кон Господа. Ако страдаме за правдата, блажени сте, вели Петар. Не бојте се од нивната закана, нито се вознемирувајте, туку во своите срца сметете го Христос како Господ. Одеме сега со молитвата Татко наш. Оче наш,
кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, разделби кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Би знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Молитвата на Исуса како првосвештеник за себе си, за своите ученици и за својата заедница. Глава 17. Ова го кажа Исус, па ги подигна очите свој кон небото и рече: Оче, дојде часот, прослави го својот син, за да те прослави и синот Твој, како што си му дал власт над секое тело, да ма се што си му дал, да му даде живот вечен. А животот вечен е тоа, да те познаат Тебе, единиот вистински Бог, и испратениот од Тебе, Исуса Христа. Јас те прославив на земјата, го извршив делото, што си ми го дал да го извршам. И сега прослави ме Ти, Оче, во Тебе самиот, со славата што ја има во Тебе, уште светот пред да настане. Го јавив името Твое на луѓето, што си ми ги дал од светот. Тие беа Твои, и Ти ми ги даде, и го запазија Твоето Слово. Сега разбрав дека се што си ми дал е од Тебе, зашто зборовите што си ми ги дал, им ги предадов и тие ги примија и разбра на вистина дека од Тебе сум излегол и поверуваат дека Ти си ме пратил. Јас за нив се молам. Не се молам за сиот свет, туку за оние што си ми ги дал, зашто се Твои. И се мое е Твое, и Твоето мое, и се прослави во нив.
Веќе не сум во светот, но тие се во светот, а јас идам при тебе. Оче свети, запази ги во Твоето име оние што си ми ги дал, за да бидат едно како што сме и ние. Додека бев со нив во светот, јас ги пазев во Твоето име. Оние што си ми ги дал, ги зачував и никој од нив не погина, освен погибелниот син, за да се исполни писмото. А сега идам при тебе и ова му го кажувам на светот, за да ја имаат во себе мојата радост полна. Јас им го предадов Твоето слово и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и јас што не сум од него. Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Тие не се од светот, како и јас што не сум од него. Осветли ги со својата вистина. Твоето слово е вистина. Како ти мене што ме прати во светот, и јас ги пратив во светот. И за нив јас се посветувам, да и тие да бидат осветени преку вистината. Но не се молам само за нив, туку и за оние што по нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе. Па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. И славата што си ми ја дал, ним им ја дадов, за да бидат едно како што сме ние. Јас сум во нив, и тие се во мене, за да бидат во се едно, и да узнае светот дека ти си ме пратил, и нив си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледат мојата слава што си ми ја дал, оти ме возлюби уште пред да се создаде светот. Оче праведни, светот не те познае, јас те познав, и овие познаат дека ти си ме пратил, и им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта со која ме возлюби ти, да биде во нив, и јас во нив. Единствен, вистински Бог. Често Божјото водство во текот на настаните во животот не изгледа како случајност или неминовност, а неговиот прст во нашиот живот многу пати го нарекуваме среќа. Па сепак, како што тешката врата се врти на малечки шарки, така и Бог често ги прелистува големите страници на нашиот живот на малечките тркала на секојдневието. Во времето на пророк Елисеј, кога сирската војска заробила една малечка израелка, тоа на сирискиот војсководец Неман му изгледало неважно, па сепак во тоа се надзирал прстот на провидението. Војводата Неман бил прославен војсководец на својата земја. Водел многу битки и извојувал бројни победи, но се разболел од губа и загубил секаква надеж дека ќе се излечи. Губата значила неминовен крај на неговата кариера. Библијата кажува: Неман, војвода на сирскиот цар, беше угледен човек пред господарот свој и почитуван. И тој човек беше одличен војник, но лепрозен.
Втора Царевите 5.1. Овој голем борец не знаел за Бога, нито за неговата грижа за луѓето, нито пак знаел дека во Божите очи едно дете е поважно од планина, еден човек од звезда. Божето провидение и водство ги опфаќа сите пространства на Вселената и сета бесконечност на времето. Малечката заробеничка свртила голема страница не само во животот на овој војсководец, туку и во животот на целиот негов народ. Додека служела во неговиот дом, покажала искрено сочувство кон Немана со зборовите: "О, да отидеше мојот господар при пророкот кој е во Самарија, тој ќе ја симнеше од него лепрата." Прва Царевите 5.3. Девојчето знаело дека врз пророкот Елисеј почива Божја сила и дека со таа сила може да го излечи и незиниот незнабожечки господар. Неман немал причина да се сомнева во овие зборови, што во неговото срце разбудиле надеж за оздравување. Карактерот и однесувањето на оваа малечка Израелка светела со божествена убавина. Со туку-што родена вера во срцето, војводата му се обратил на својот цар за дозвола да си побара себе си лек на непријателската страна. Приликата била толку едноставна, што сирискиот цар му напишал дури молба на израелскиот цар, што звучила скоро како наредба: "Ете го испраќам при тебе Немана, мојот слуга, да ја симнеш од него лепрата негова." Прва Царевите 5.6. Тркалото на настаните почнал да се движи и никој не можел да согледа каде ќе запре. Ни царот не можел да знае дека неговиот истакнат војсководец ќе стане Божје дете. Иако тоа далеко го надминува нашето сваќање, сепак можеме да се осмелиме да веруваме дека Бог се наведнува да види што ни е во срцето. Малечката Израелка верувала и чудото станало можно. Со своето посредување во нашиот жив Бог, Бог кој кажува: "Ке ти го покажам патот по кој да одиш." Псалам 32.8. Со 10 таланти сребро, со 6.000 шекели злато и со 10 свечени облеки, Неман пристигнал во израелската престолнина под бело знаме. Кога израелскиот цар го примил и го прочитал писмото, бил вчудоневиден. Ја искина својот облека и рече: "Зар сум јас Бог да умртувам и да уживувам, да испраќа при мене да ја симнам од овој човек лепрата негова? Ете, знаете сега и гледате дека тој бара повод за непријателство против мене." Втора Царевите 5 глава 5 и 7 стих. Веста за возбудувањето на царот веднаш стигнала до пророк Елисеј. Тој мирно му порачал на царот: "Зошто ја раскина облеката своја? Нека дојде при мене и нека призна дека има пророк во Израелот." Пророкот бил човек кого Бог одбрал со надприродна сила и го овластил да зборува во негово име. Многу пророци биле и писатели, но Елисеј бил само говорен пророк. Тој рекол: "И дојде Неман со коњите своји, со колите своји и застана пред влезот на Елисевиот дом." Втора Царевите 5.9. Овој пат војводата стоел пред вистинската вера, но таа не се отварала. Богатата кочија стоела без да се помести. Пророкот ниту излегол од својот дом, ниту му укажал гостопринство на војводата. Наеднаш патот се затворил, но Бог и нас често не води по нерамни патишта за да не научи на некој од најважните животни поуки, што инако никогаш не би ја научиле. Затоа не треба да се обвинуваме себе си за неочекуваните тешкоти ако нашето делување било правилно. Дури грешките направени со искрена побуда може да не научат да избегнеме поголеми безпатици во иднината. Неман сепак добил одговор на своето тропање. Се појавил весник кој му ја пренел пораката на Елисеј: "Оди скапи се 7 пати во Јордан и телото твое ќе се обнови и ќе бидеш чист, односно здрав." Генералот на сириската армија се почувствувал длабоко навреден во својата национална горделивост. Уште не бил готов да се очисти од губата. Горделивоста не му дозволувала да ја научи потребната поука за понизноста. Разочарано извикал: "Зар дамските реки Авана и Фарфар не се подобри од сите израелски води?"
Не можев ли да се искапам во нив и да се исчистам? Па се сврти и си отиде налутен. 2 Царевите 5:12. Војводата не знал дека во сите прилики од животот Бог скоро со шепот му зборува на нашето срце, обидувајќи се да ни каже дека ние многу често го отфрламе токму она што најмногу го бараме. Секако Неман подобро би се чувствувал на своите реки, чии што брегови начичкани со кипови на незнабожечките божества, но било потребно да ја победи својата горделивост. Патот што му се отворил бил завиткан со таинственост и тој само што не ја затворил вратата на своето оздравување. Но тогаш скокнале на помош слугите молејќи го: Татко, да ти кажеше пророкот да направиш нешто потешко, немаш ли да го направиш? А камоли сега кога ти рече само искапи се и ќе бидеш чист. Неоправдената горделивост можела да го спречи со желба очекуваното оздравување. Се што требало да стори Неман било да научи да го слуша Божиот глас во своите околности. Во сите околности. Божјата волја требало да ја стави над се. Пророкот зборувал наместо Бога и Неман можел да се изличи само со извршување неговите упатства. Неговата вера во Бога била ставена на проба. Се колебала, но најпосле победила. Високиот достоинственик понизно се приклонил кон Божјата волја, тогаш и за секогаш. 7 пати се нурнал во водите на реката Јордан, според зборовите на Божиот човек, и телото му се обнови како телото на мало дете и се исчисти. 2 Царевите 5:14. Од тогаш војводата Неман му служил само на вистинскиот Бог. Многу векови подоцна Исус ја истакнал верата на овој војсководец како поука за сите што велат дека му служат на Бога. Еве што рекол: Имаше мнозина лепрозни во Израел во времето на пророк Илисеј, но ниеден од нив не се очисти, освен сиријецот Неман. Лука 4:27. Драги пријатели, овој незнабожечки благородник со својата вера станал подостоен за Божите благослови од многу израелци кои со своето неверство ја одбиле Божјата спасоносна рака. Колку се едноставни Исусовите зборови, упатени до сите што веруваат. Верата твоја те исцели. Матеј 9:22. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe.
priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Еве полека, почитувани гледачи, доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија, Изворна надеж, емисија која се емитува на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Таму може да ги најдете сите наши досегашни емисии кои сме ги емитувале, значи на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Би сакали денеска да ви ја понудам бесплатната дописна библиска школа, библијата зборова.мк. Значи, ако одете на интернет и напишете библијата зборова.мк, ќе ви се отвори сајт со ова прекрасна онлайн дописна библиска школа. Има неколку курсеви, така да слободно запишете се, проучавајте ги и на крајот ќе добиете една убава диплома. Одиме сега да ја видиме и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Пред да се одјавиме, почитувани гледачи, би сакали денеска да ви ја понудиме Библијата, Светото писмо, книга над книгите. Доколку немате, пишете ни слободно на нашата адреса или на нашиот телефон, може би за вас или за вашите пријатели, за некој подарок, за некој роден ден, може би младите влегле во брак. Ова е еден од највредните подароци. Светото писмо, значи Библијата на македонски јазик. Пишете ни, а ние ќе ви испратиме по пошта или ќе ви нашите соработници донесат на вашата домашна адреса. Еве тука е крајот на нашата денешна емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте денеска со нас. Проширете ја ова емисија. Значи шеровајте ја, делете ја со вашите пријатели, ќе ја најдете значи на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. И посакувам убав ден, нека Господ биде со сите нас, нека не чува и води и да се видиме повторно во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор
на надеж секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.